Новата генерација на GLC нуди скриени подобрувања кои се чувствуваат на втор впечаток, односно со користењето на компактниот кросовер. Козметичките зафати ги зафатија боковите кои сега се позаоблани, со што е направен елегантен баланс помеѓу спортскиот карактер и перформансите вон патот. Сепак, огромен број корисници на овие возила нема да ги запрашат гумите, па поважно ќе им бидат дигиталните светла, новата маска на ладилникот со хромирана рамка и изборот на тркала. Својата интерпретација за модерен спортски луксус Мерцедес ја пренесува во внатрешноста. Дигитализацијата е нагласена насекаде, а централниот дисплеј делува како да лебди над конзолата. Амбиентот ја задржува својата пријатност и ергономија по која марката е позната. Во склад со подобрувањата зголемено е нивото на звучна изолација во кабината и опременоста. Тука централно место зазема MBUX, кој ги интегрира сите услуги и персонални дотерувања, чија работа со опционалниот аудио систем Burmeister со 15 звучници нуди посебно звучно искуство во возењето. Обновениот GLC е дизајниран за хибриден погон. Понудата на мотори е сочинета од 4 цилиндерски бензинци и дизел агрегати во комбинација со електричен мотор. 4 се умерени хибриди со интегриран стартер генератор од втората генерација. 3 други верзии се плагин хибриди со системска сила од 245 киловати и до 750 Нм вртежен момент. Сите имаат електрична автономија поголема од 100 км, што се повеќе од доволни за дневните обврски во урбани средини. Како што наведуваат од Мерцедес, обновениот GLC има значајно подобрени карактеристики на асфалт и вон него. Покрај новото потпирање, поедноставена е употребата на екранот во тек на теренската експлоатација и зголемен е списокот на електронски асистенти. Клучните компоненти на долниот построј се новото мултилинк потпирање со 4 точки на предните и независен мултилинк на задните тркала, со што удобноста е крената на повисоко ниво, како и управувањето. Врвното доживување треба да го пружи новиот систем за амортизација, кој зависи од амплитудата на ударите. Ерметик воздушното потпирање има варијабилно подесување на работата на амортизерите во сите режими на работа. Агилноста ја зголемува управливата задна оска до 4,5 степени, намалувајќи го неопходниот маневарски простор. Мерцедес во сегментот на компактни кросовери влезе во 2008 година со GLK, а 7 години подоцна во склад со новото означување на компанијата стана GLC.